Македонија, таа прекрасна голема депонија. Со што се е соочен туристот што мора да ја помине малата земја Македонија, за да стигне до летувалиштето во кое си резервирал одмор? Врз какви се уникатни визуелни, миризливи, материјални доживувања тој ќе го формира својот понатамошен впечаток за земјава и за незините жители? Ако тргне кон Охрид, ќе види дека таму главна улога на патот има ѓубрето. Речиси со статус на ендемски вид. Го има насекаде. Боде очи расфрлано крај патот, шири реа распослано околу бензинските пумпи и патарините, околу малкуте контейнери, а присутно и како зачин додека си ја јадете задолжителната мекица на стража. Отпадот ви посакува добре дојде во градовите, а особено е присутен околу импровизираните семафорчиња, поставени на делниците што се реновираат, на кои работи само едната лента, па се формираат долги колони возила, чии патници имаат неискоренлива навика ѓубрето да го фрлаат низ прозорец. Лименки, кори од овошје, пластични шишиња, разни кутивчиња и кесиња, па дури цели столови и дрвени огради се шарениот декор со кој се соочува секој што ќе тргне во авантурата наречена патување од Скопје до Охрид. Над некој од купиштата ѓубре прекорно е надвиснат по некој ишчкртан знак во стилот да не ја загадуваме нашата иднина и да ја чуваме околината, чисто колку да покаже како треба и да ја истакне некултурата на невоспитаните фрлачи. Ниту сме ја имале, ниту во блиска иднина ќе ја имаме, за жал, вели Цане Велковски од Скопје, кого го сретнавме на стража. Па во принцип патот е за никаде. Да имаме комплетна слика таму кај што ќе мора човек да застане купови од ѓубришта. На запад никој не ги чисти овие места, бидејќи никој не ги загадува. Мислам дека и 1000 луѓе да стават, да чистат, не можат да не навасаат. Мислам дека основниот проблем е кај нас, односно во она што се вика култура на живење. Нити сме ја имале, нити во иднина, блиска иднина ќе ја имаме, за жал. Тук таму попат ќе налетате на работници, кои градат или поправаат пат, одамна ветен дека ќе се изгради, а од кој е готов само мал дел, колку да се вергла за него пред избори. Наместа се создаваат гужви и колони, затоа што поради поправките во екот на сезоната работи само едната лента, а честа гледка по должината на автопатот се предупредувачките знаци дека патот е стеснет, камионите, багерите и импровизираните знаци, што сигнализираат се и се што. Раните од целиот овој поход може да ги лечите во убавиот Охрид, додека благо стрептите од враќањето назад по истиот пат. Ако туристот пак тргне од север надолу кон популарните грчки краци, состојбата е уште поочајна. Во екот на сезоната, кога цели орди срби, романци и турци секојдневно се спуштаа на разладување кон грчките мориња, немаше педа од патот без ѓубре или без некоја застоена масна дамка. Ретки беа бензинските пумпи и ресторани во кои туристот можеше да испие асално кафе, без да падне жртва на некој закоравен остаток од сок или храна, а по патните клозети, сопствената состојба уште оддалеку ја најавуваа со ужасна смрдеа. Објектите почнаа да се чистат дури кога потпомина сезонскиот шпиц, па клозетите и масите малку подзаличеа, но ѓубрето и смрдеата си останаа. Одговорна е Македонија пат, вели Саша Јовановски, кого го сретнавме на автопатот Велес Скопје. Еве се наоѓаме на патот од Велес према Скопје, најоптеретиот автопат во Македонија кај што проаѓаат сите странски туристи и се гледа дека нема ни еден контейнер и затоа е волку нечисто, како што се гледа од даденото на патот. Одговорен ми се чини дека е за ова Македонија пат, затоа што нема ни една контейнер, канта или нешто за отпад ставено на автопатиштава. На оваа рута имате и помошен бонус – да се прекрстите и да си купите иконче, убедени дека ќе спречи попат да пропаднете во провалија или да ве смачка некој несовесен возач, а можеби ќе го забрза поминувањето граница. Во куќичката преполна со дрвени, метални, шарени па дури блескави бисерни крвчиња застануваат многу луѓе да одморат и да запалат свеќа, па и да купат некој од многуте икони, ни рече човекот во неа. Но палењето свеќа дефинитивно нема да му помогне на вашиот автомобил, ако е осуден да вози по автопатот Гевгелија Неготино. Овој автопат, ако може така да се нарече, бидејќи само патарините ве подсетуваат дека сте на автопат, е вистинскиот начин да си уништите колата,
Пријатен за возење само ако имате камче во бубрек, што морате да го истресете. Ако успеете да не си ги искршите амортизерите на многуте дупки, на тумбите да не ви излета некој од сопатниците и да не си изгубите по селцата поради избунувачките знаци кај Демир Капија Смоквица, ве чека возењето по стариот пат, кое е вистинско доживување. Бидејќи на друго место, таква авантура тешко дека ќе начекате. И ете ве на граница, побогати за уште една авантура, до наредната, која ве очекува во обратен правец.